Интач со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Јас се трудев со се што правев, вклучувајќи ја молитвата, обожавањето и проучувањето на Библијата. Деновите кога не ми се стануваше да ја читам Библијата, се чувствував виновна за тоа. Родена сум во 1989 година во земја која порано беше дел од Советскиот сојуз. Еден ден кога имав околу 4,5 години, мајка ми замина да среди некои работи, а сестра ми Катја и јас останавме дома да ја чекаме, но таа никогаш не се врати. Но бидејќи останавме сами, во тоа време не одведоа во сиротилишта и со тоа започна новото поудглавје од мојот живот како сираче. Една вечер се сеќавам дека лежев во кревет си помислив, не сакам ни да започнам друг ден. Тогаш никогаш не бев слушнала за Бог, не знаев дека можам да дојдам до Него и да се молам. Ја слушнав евангелиската порака прв пат кога имав 10 години и живеев во сиротилиштето. Бевме повикани во теретана да добиеме посебен подарок. Тоа беше кутија за чевли исполнета со играчки. Слушнавме дека Бог не сака и дека има план за нашите животи. Само 2 години откако го прифативме Христос, слушнав дека сме посвоени во семејство во Флоренс, Јужна Каролина. Во 2013 година се омажив за Стивен. Фала му на Бог за тој прекрасен брак и за таков сопруг кој ме поддржува. Подоцна го имавме Петар, тоа беше сосема ново поглавје на радост во мојот живот. Растејќи во сиротилиштето и не знаејќи многу за тоа како да бидам родител, јас се чувствував преплашено како мајка, се чувствував како да не знам што да правам. Тешкотијата всушност беше кога прочитав во Светото писмо за овој мир на срцето дека ние можеме да го имаме она што Господ ни го дал. Знаете, слобода, но јас не го искусив тоа. За жал, имав 3 спонтани абортуси откако го добив Петар и тоа ја донесе оваа дистанца меѓу мене и Бог, бидејќи не разбрав зошто се случува тоа. Се трудев максимално да разберам дека тој работи се за мое добро, но вистината е дека јас се борев. Тоа беше најниската точка за мене. Најчесто само ги чувствував овие работи и се обидував сама да го надминам тоа. Така еден ден дојде поштата и на моје изненадување имаше брошура од In Touch Ministries. Тоа е само водич за кој се пријавив и јас не можев да им верувам на моите очи кога го видов насловот во центарот на предната страница. Беше едноставно слобода. Се чувствував толку силно дека Бог е со мене. Тоа е буквално оној кој ме води до оваа слобода. И веднаш сватив дека Бог е тој што ме дефинира. Јас можам да го направам она што Бог вели дека можам и јас сум таа што Бог вели дека сум. Бог вели дека јас сум слободна. Ако го немам тој мир, ќе отидам кај Господ и ќе го прашам: како можам да бидам слободна? Бидејќи тоа е нешто што вие можете да го искусите секој ден. Следно на Интач, врвниот момент во човечката историја.
Кој е врвниот момент во човечката историја? Ако ги прашате луѓето, на пример, ако прашате историчар, филозоф или научник, веројатно сите ќе ви дадат нешто поинаку. Всушност, ако прашате повеќе луѓе, кој е врвниот момент во целата човечка историја, ќе добиете 1000 или повеќе различни одговори. Но, ако и јас ти го поставиме тоа прашање на Бог, мислам дека одговорот ќе дојде многу јасно и брзо, затоа што верувам дека од Божја перспектива, врвниот момент во човечката историја бил момент кога неговиот син Исус Христос бил распнат. Сега, многу луѓе не се согласуваат со тоа. Тие тогаш треба да не се согласуваат со Бог. Можам да разберам зошто рационално гледано и од поинаква перспектива некој би рекол, па тоа секако не беше врвниот момент во човечката историја, бидејќи ова беше само еден човек кој умира меѓу двајца кратци, двајца криминалци. Вие ја гледате причината зошто едно лице би се спротиставило на тој одговор. Едноставно е затоа што не разбира што се случило на крстот. Всушност, повеќето луѓе навистина не разбираат што се случило на крстот. Го гледаат крстот, го гледаат Исус како виси прикован таму, крунисан со трње, и потоа прободен од едната страна. Ги гледаат сите настани околу крстот и велат: знаете, Исус умре за моите гревови, или Исус умре на крстот. Она што тие не го сваќаат е дека најважните работи што се случуваа тој ден, јас и ти никогаш навистина не ги разбираме со едноставно гледање на сцена. Значи, она што сакам да го направам е да ви покажам зошто најзначајниот, најврховниот зенит, врвен настан во целата човечка историја е распнувањето на Исус Христос. Сакам да свртите во Лука глава 24. Ова е пасус што навистина не го опишува распнувањето, но е пасус што сакам да го прочитам поради еден посебен стих овде. Тој речиси хумористично во некоја смисла на зборот, но малку тажно од друга. Исус е распнат и воскрснат од мртвите и сега еве неколку негови следбеници на пат. Во оваа 24 глава од Лука, почнувајќи од стих 13, еве што читате. И ете, тие двајца од нив одеа токму тој ден во селото по име Емаус, кое беше околу 7 мили од Ерусалим. И тие зборуваа меѓу себе за нештата што се случија. Додека тие разговараа и дискутираа, самиот Исус се приближи и почна да оди со нив. Но нивните очи беа спречени да го препознаат. Тој им рече: какви се овие зборови што ги разменувате еден со друг додека одите? А тие застанаа гледајќи тажно. Еден од нив по име Клеопа одговори и му рече: дали ти си единствениот што го посетува Ерусалим и не знаеш што се случи овде во овие денови? Сега кога го прочитав тоа, а го имам прочитано овој стих многу пати, кога го прочитав овој стих, едноставно паднав на колена од смеење. Ќе ви кажам зошто. Тој беше единствениот кој знаеше што се случува тој ден, а тие го праша: дали ти си единствениот што го посетува Ерусалим и не знаеш што се случи овде овие денови? А тој беше единствениот кој знаеше што се случи на денот кога тој беше распнат. И тој им рече: какви работи? А тие му рекоа: она за Исус Назареецот, кој беше пророк силен по дела и зборови пред Бог и пред сиот народ, и како првосвештениците и нашите владетели го предадоа на смртна казна и го распнаа. Но ние се надевавме дека токму тој ќе го откупи Израел. Навистина, покрај сето ова е трет ден од како се случија овие работи, но исто така, некои жени меѓу нас не запрепастија. Тие беа на гробот рано наутро и не го најдоа неговото тело. Дојдоа велејки дека им се јавиле и ангели кои им кажале дека тој е жив. Некои од оние што беа со нас отидоа кај гробот и најдоа токму онака како што рекоа и жените, но не го видоа. Тој им рече: о, неразумни луѓе и бавни во срце за да поверувате во се што пророците зборуваа, зарем не беше потребно Христос да пострада и да влезе во неговата слава? Сега, ако некој треба да ве праша што се случи на денот кога Исус Христос беше распнат, што се случи на крстот, првата работа едноставно е ова, а тоа е дека Бог му пресуди на гревот на денот кога Исус Христос беше распнат.
Кога Исус Христос бил распнат, Бог му пресудил на гревот. Ова тој го пророкуваше уште во Едемската градина, кога им рече на Адам и Ева: од сите дрвја во градината можете слободно да јадете, но ако јадете од дрвото на познавањето на доброто и злото, вие сигурно ќе умрете. Потоа, ако се потсетите на сите места во писмото, Бог не предупредува за гревот. Тој вели: душата што греши ќе умре. Во Римјани 1 глава, тој многу јасно кажува во 18 стих, вели дека Божиот гнев, Божиото непријателство и неговата бескомпромисна омраза е кон гревот. Божиот гнев се открива од небото против секоја неправда на луѓето кои ја држат или ја потиснуваат Божјата вистина во неправедност. Бог го мрази гревот. Кога велиме дека Бог го суди гревот, Бог го направил токму тоа, затоа што низ целото писмо наоѓаме дека Бог го изразува, слушајте, неговото жестоко противење на секој грев. Од едноставна причина што тој ја знае неговата деструктивна моќ во животот на една личност. Се што треба да направите е да погледнете вестник, списание, телевизија, да слушате радио, а ти и јас секој ден ги гледаме страшните последици од гревот во животот на луѓето. Бог го пресуди гревот на крстот. Кога велиме дека Бог го пресудил гревот на крстот, еве што значи тоа. Тој вели дека Исус Христос го понесе нашиот грев во своето тело. Што едноставно значи, сега внимавајте, дека Бог го собрал целиот грев на човештвото од Адам, дури од Адам, па се до последната личност што некогаш ќе живее. Тој го собрал целиот тој грев со сета негова казна. И што направи? Тој го стави секој дел од тоа врз личноста на Исус Христос, неговиот еднороден син. Тој сиот тој грев го стави врз него. И тогаш кога го ставил целиот тој грев врз него, што направил? Тој го уби својот еднороден син и се одвои себе си од него како грешник. Тој го стави на него целиот наш грев. Тој ја понесе вкупната тежина на сиот наш грев, сета наша вина. Секој од нас би можел да направи доволно грев во нашите животи во текот на овие години. Нашиот грев е доволен, нашиот грев би бил доволен, но помножете го тоа со стотици, илјадници, милиони и милиарди пати. Бог го ставил на својот еднороден син. Слушајте, го целиот збир. Тој го собрал целиот грев и го ставил на животот, на телото на својот еднороден син и потоа го осудил. Клучниот збор, ако можете да прашате за еден збор што го сумира сето тоа, тој е замена. А тоа дека Исус Христос отиде на крстот, слушајте, со твојот долг за гревот и мојот долг, секој грев што некогаш сме го направиле, некогаш ќе го направиме, плюс на сите што некогаш живееле. Ставете го сето тоа врз него, а потоа кога Бог го стави на него, тогаш го уби, односно тој го распнал својот еднороден син. Значи, кога велиме дека Бог го осудил гревот на крстот, што направил? Слушајте, тој судеше и го осуди гревот на личноста на неговиот син. Не постои некој кој некогаш живеел и што би можел некогаш да живее, со кого би Бог можел да го стори тоа. Затоа што секој од нас грешил против Бог и затоа требаше оној кој беше апсолутно безгрешен да ја поднесе тежината и казната за гревот на целото општество. Но постои втора работа што тој ја направи на крстот, што го прави најзначајниот момент во човечката историја, а тоа е ова, дека тој го победи сатаната. Некој вели: сега почекајте малку. Сатаната секако не е поразен затоа што работи на мене секојдневно. Или гледаме наоколу и ги гледаме сите деструктивни работи што се случуваат во светот денес и гледаме дека сатаната стои за толку многу од она што се случува. Некој вели: па ако тој го победи сатаната, некаде на патот, сатаната се извлече. Не се извлече. Тој ден го победи сатаната. Како го направи тоа? Ајде само да размислиме за тоа за момент, бидејќи кога Исус зборуваше со своите ученици, тој зборуваше и на некои други за тоа што ќе се случи. Еве што им рече во 12 глава од Јован. Тој рече: сега мојата душа, тој вели, душата моја се вознемири, и што да кажам? Оче, спаси ме од овој час. Но за оваа цел дојдов до овој час. Исус знаел дека дошол со цел да биде конечното Божјо јагне за носење на гревот на целото општество. Оче, прослави го Твоето име. Потоа глас од небото рече: јас го прославив и повторно ќе го прославувам. Така толпата луѓе кои стоеја таму го слушнаа тоа, велеа дека грмело, други велеа му зборуваше ангел. Исус одговори и рече: овој глас не дојде заради мене, туку заради вас. Сега судот е над овој свет. Сега владетелот на овој свет ќе биде истеран. Сатаната ќе биде поразен. И што се случи на крстот?
Сатаната беше апсолутно поразен. Сега, ајде да размислиме за тоа за момент. Кога ќе размислите како изгледаше дека тој ќе биде победник, погледнете во Колосјани глава 2, бидејќи ова веројатно го сумира најдоброто од се. Колосјани глава 2 и забележете уште еден многу важен пасус од Светото писмо. Погледнете на почеток во стих 13. Колосјани глава 2 13 стих. Светото писмо вели: И вас кои бевте мртви во нашите престапи и необрезанието на вашето тело, тој, тоа е Бог, ве оживеа заедно со Христос, со Него, простувајќи ни ги сите наши престапи. Сега внимавајте. Откажувајќи го ракопишаниот закон кој со своите прописи стана наш непријател, тој го зеде и го прикова на крстот, тој ги разоружа владетелите и властите, ги покажа јавно, триумфирајќи над нив преку него. Сега што сака да каже кога вели дека го поништил законот за долг? Човекот кој бил во долгови, честопати ги наведувал на свиток или на пергамент сите работи што ги должат и ги ковале на прагот од својата куќа. Кога тие нешто биле искупени или платени, тоест исплатени или завршени, долгот беше целосно платен. Тие честопати ќе го заковеа со шајка или ќе го тргнеа. Она што тој едноставно го кажува е ова: внимавајте, кога Исус Христос отиде на крстот и го плати твојот и мојот долг во целост, Бог го одзеде долгот, односно тоа е уништено. Слушајте, ние немаме долг на нашето име во рајот. Јас се сеќавам кога растев како дете во црквата во која пораснав, ја пееја оваа песна. Има ново име запишано во слава и тоа е моето. Пееја ваква песна. Има стара сметка која е подмирена одамна. Зборуваше за гревот, победата и славата и сите овие работи. Одамна е подмирена таа стара сметка. Сите ние имаме сметка во рајот. Ајде да ви кажам нешто. Ако сте поверувале во Исус Христос како ваш личен спасител, има едно нешто што знам за вашата сметка и за мојата сметка. Внимавајте, тој на твојата и на мојата сметка, како и да е, тој стави печат, го стави на твојата и мојата сметка, платено целосно. Како јас го знам тоа? Еве како го знам. Затоа што кога Исус Христос отиде на крстот, тој отиде на крстот како плата за нашиот грев. Сега имаме луѓе кои велат: па сега знам дека Бог ми го прости гревот. Но знаете што? Едноставно не сум сигурен за ова прашање да бидам вечно безбеден. Дека сум вечно безбеден, да ти поставам прашање. Кога тој отиде на крстот и Бог Отецот го стави на него сиот твој грев, тој умре и ја плати таа казна. А таткото го осуди поради гревот, твојот и мојот грев. Дозволете ми да ви поставам прашање. Ако тоа не го откупи сиот твој грев, тогаш слушајте. Искупителната смрт на Исус Христос ќе беше само делумно плаќање. И знаете што? Ако јас сум само делумно платен, тогаш се уште сум должник. И вие што верувате, например, во чистилиште, сте го замолеле Господ Исус Христос да дојде во вашиот живот и да ви прости за гревот. Но еден ден ќе мора да умрете и да платите уште малку. Знаете ли што вели тоа? Тоа вели дека откупителната смрт на Исус Христос била неадекватна. Тоа не функционира. Има нешто што останало, нешто изостана. Мора да платите. Слушајте, како ти можеш да платиш за гревот кога безпрекорен, вечен, неизвалкан е светиот Божи син? Ако тој не може да плати за тоа, вие никогаш нема да можете да платите за тоа. Откако ќе поверувате во Господ Исус Христос како ваш спасител, ќе признаете дека тој целосно го платил вашиот долг за грев. Никогаш повеќе не треба да се прашувате за тоа. Тоа значи Бог го победи сатаната и тој не може да се врати кај тебе и да те грабне од Божјата благодат. Вечната сигурност што Бог ви ја обезбедил, затоа што тоа значи дека ако е можно, тогаш неговата искупителна смрт би била само делумно плаќање. Колку пати сме кажале дека неговата смрт значи плаќање, долг платен во целост. Нема надеж, гаранција, доверба и сигурност ако целиот грев не бил откупен од него. Слушајте, сатаната е поразен непријател. Секако она што тој сака да веруваме е дека тој не е поразен. А всушност, ако погледнеш околу себе и го слушаш ѓаволот, ќе се сложиш со него. Например, ние се уште се соочуваме со искушенија, со неволји, тешкоти и проблеми. Има војна, крвопролевање, убиства, силувања, насилство и сите други работи што се случуваат, а ти велиш: па ако сатаната е поразен, тој е поразен во животот на секој верник. Секое Божјо дете е во рацете на суверен, семоќен Бог. Тој вели дека го воспоставил својот престол во универзумот и дека тој владее со сите.
Затоа што и да ни дојде, треба да дојде преку допустливата Божја волја. Ако вие излезете од волјата Божја, ако одлучите да живеете непослушно пред Бог, ако одлучите да живеете во бунт кон Бог, што ќе се случи? Бог сигурно ќе дозволи. Слушајте, тој сигурно ќе дозволи казнување. Тој сигурно ќе дозволи на сатаната. Тој ќе дозволи сатаната да те обработи, но сатаната не може да ти го одземе животот. Значи, што се случи на крстот? Кога размислувам за тоа што се случи со Исус, мислам на фактот дека тој не само што го разобличи сатаната, тој го победи сатаната, му ги одзеде овластувањата. Не само тоа, тој го разоткри каков е. Колку можеш да бидеш злобен, грд, мрачен, ѓаволски и пеколен, за да го соблечеш Божиот син, речи си гол, да го заковеш на крст пред толпа луѓе, да се подсмеваш со него, и да се смееш на него и да се шегуваш со него додека не умре. Сакаш да знаеш што ќе ти прави сатаната? Погледнете го крстот. Сакаш да знаеш што ќе направи во твојот живот? Ќе ви одземе се што е вредно за вас. Ќе те изневери од твојата љубов, твојата добрина. Слушајте, тој ќе те измами со радоста, мирот, среќата. Емотивно ќе ве соблече. Тој духовно ќе ве соблече. Ќе те соблече материјално. Тој ќе направи се што е во негова моќ за апсолутно да ве уништи. Кога го направил тоа на Синот Божи, мислиш дека ти си избран сад на ѓаволот? Од друга страна, тој ќе биде многу добар за да ве измами и да ве натера да одите во темнина и слепило до денот кога ќе умрете и ќе се соочите со него вечно во пеколот. Бог го разоткри ѓаволот таков како што е. Сатаната направи се што беше во негова моќ за да направи Исус да изгледа помалку од што беше. Знаеш што сака тој да направи во твојот живот? Можете да го значите ова. Сатаната ќе направи се што може во вашиот живот за да ве задржи настрана од Божјата волја. Ќе ти даде пари, тој ќе ви даде можност, ќе ви даде привилегија, ќе ви даде работи што ги посакувате. Се што може да ве натера да направите за да ве оддалечи од Божјата волја, тој е толку апсолутно омразен, злобен и грд. Третото нешто што се случи на крстот е ова, а тоа е Бог во Христа Исуса го помируваше светот со себе. Сега, што сакаме да кажеме со тоа? Едноставно ова, зборот помири, значи да се соберат двајца што биле разделени, двајца што биле оттуѓени, оние што се непријатели. И што прави тој? Бог во Христа Исуса го помирува светот со себе. Сега внимавајте. Ние не сме помирени со Бог. Тоа не е нешто што ние го правиме. Помирување, ова е обединување. Кога размислувам за целото прашање на крстот, мислам на фактот дека Исус го истегна на крстот. Без разлика на тоа колку долу се луѓето во животот или колку се далеку или каде се во животот, Божите прекрасни љубезни раце се испружени. Што зборуваше Бог? Сакам да те однесам дома, сакам да ти простам, сакам да бидете онакви какви што јас ве создадов. Ке ти овозможам да станеш личност која јас те создадов да станеш. Бог во Христос помируваше, сближуваше. Што правеше? Бог ја презеде иницијативата да не помери, да не врати назад, правејќи што? Со тоа што го осуди гревот во животот на неговиот син и го направи носител на гревот, кој во целост го плати нашиот долг за грев. Еве што направи тоа. Тоа ги задоволи Божите барања. Внимавајте, тоа ги задоволи Божите барања за казната за гревот. Која била казната за грев? Смртта. Затоа смртта висела на секој поединечен човек што некога живеел. И затоа, за да се исполни таа пресуда, некој мораше да ја плати цената. Исус ја плати цената што го задоволила Божјото барање за правда. Затоа Бог може да биде праведен и свет, ни ги прости гревот на сите нас, иако неговата уредба вели душата што греши ќе умре. Бидејќи тој беше долгот за гревот целосно платен, сега тој може да го прифати секој од нас. Крстот не е неколку стапови. Крстот, слушајте, е нашата единствена надеж. Крстот е патот на спасението. Тоа е единствената можност на човекот да се помири со Бог. Кога Исус извика: Боже мој, зошто ме остави? Да претпоставиме дека тоа беше последното нешто што тој го кажа. Да претпоставиме дека тоа беше последното нешто што го рече.
Тоа би била тажна забелешка, но му благодарам на Бога што Јован рече во 19 глава. Потоа Исус конечно рече на грчки или на арамејски ке беше тетелисти, само еден збор тетелисти, што значи завршено е. Ова не е збор на жртва, ова не е збор на некој што изгубил битка, ова не е збор на маченик, ова е збор на победникот, ова е збор на некој кој поминал победнички, ова е збор на некој што ја добил битката. Исус вели, готово е. Божиот прекрасен вечен откупувачки план за човештвото беше апсолутно запечатен за секогаш. И како резултат на тоа, Христос умира на крстот. Секој еден од нас што му верува како свој спасител, слушайте, тоа е толку завршено, ние сме вечно сигурни не во нашето однесување, не во нашите ветувања, туку во прекрасната, помирувачка пожртвувана заменска смрт на Исус Христос на Голгота. Тоа е надежта на целото човештво. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете на нашата веб страница www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата во Контакт и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.